Новата влада, без да направи анализа на досегашните резултати, без да го почитува високиот интерес за дисперзираните студии и конечно без да спроведе јавна дебата, ја донесе одлуката за да ги укине дисперзираните студии. Со своја реакција од ВМРО ДПМН, Владимир Неловски рече дека со оваа одлука се укинува благородна мерка, која во изминативе 9 години досега ја искористија околу 20.000 студенти и без која идните студенти се изложуваат на дополнителни трошоци. Единствената причина поради која е направен ваквиот чекор е тоа што дисперзираните студии се идеја, односно мерка воведена од страна на владата, предводена од ВМРО ДПМН, со цел обезбедување на што поголема достапност на високото образование за сите граѓани. Годинова факултетите при Универзитетот Свети Кирил и Методи нема да имаат дисперзирани студии, бидејќи тоа било побарано од установата. Одредени дисперзирани студии на другите универзитети се редуцирани. Мислам дека тоа е најголема грешка, затоа што секој граѓанин нема доволно пари да плати за да може да го испрати детето. Ако мислите дека не е добро тоа, да не се окине, да студираат овдека, да нема трошок. Владата ако реши да се укинат, се укинат. Меѓутоа, во секој град, кога би имало, не мора да е само во Велес, во сите градови да има, значи за фамилијата трошокот е многу помал. Дисперзираните студии по информатика во Тетово, по производно инженерство во Кавадарци и Струга, студиите по металургија, дизајн и менаџмент во Кавадарци и Крива Паланка, како и дисперзираните студии на економскиот и правниот факултет во Тетово, но и дел од земјоделските студии во Гевгелија и Прилеп се дел од студиите кои новата влада ги укинува, пишуваат дел од медиумите. Укинувањето е на барање на Скопскиот универзитет. Оваа година факултетите при Универзитетот Свети Кирил и Методи нема да имаат дисперзирани студии. Такво беше барањето на универзитетот, кое се поклопи со ставот на владата и нашите согледувања за квалитетот, но и потребата од одредени дисперзирани студии. Одредени дисперзирани студии на другите универзитети се редуцирани, тргнувајќи од погоре наведените аналитички податоци со кои располагаше Министерството за образование. Како една од реформите на новата влада е и тоа дека се утврдени и квоти за упис на одредени студиски програми за студенти, чие родителско право го врши само еден родител, кои ќе плаќаат половина од износот на уписнината. Меѓутоа, како што истакна Неловски, оваа одлука претходно ВМРО ДПМН ја донесе 2016 година, како една од мерките за млади. СДС бесрамно најавува дека од годинава за прв пат за одредени студиски програми се предвидува намалување на партиципацијата за 50% за студенти од самохрани и еднородителски семејства. Јавноста треба да знае дека оваа мерка е усвоена од страна на ВМРО ДПМН како дел од минатогодишниот пакет 40 мерки за млади. Новина во конкурсот е и тоа што владата донесе одлука да се активираат родовите студии на Филозофскиот факултет при УКИМ, кои 5 години беа ставени во мирување, како и студиите за безбедност и евроинтеграција на Факултетот за безбедност, кои исто така беа во мирување. Додека пак за идните бруцоши обезбедени се 26.105 места, 13.953 места се за редовни студенти во државна квота, 8.367 места за редовни студенти со кофинансирање и 3.785 места за вонредни студенти. Вака гласи новиот конкурс за упис на студенти на државните универзитети за академската 2017-2018 година.